почитувани представници на медиумите, добар ден и ви благодарам за присуството. За да се забрзи излегувањето од кризата во светот, Меѓународниот монетарен фонд посочи дека земјите треба да се насочат кон повторно градење на доверба и стабилност. Настаните околу долгот на државните институции кон приватните фирми покажуваат дека наместо градење доверба, по Македонија се случува токму спротивното. Премиерот дава воопштени формулации, министрите си ја префрлаат топката, а слушнавме дека и Министерството за финансии се прогласило за ненадлежно во врска со податокот. И сето ова цели 5 месеци откако СДСМ прв ја праша владата колкав е долгот за неизвршен поврат на ДДВ и колкав е долгот кон градежниците. Со игнорантскиот однос на владата, Македонија го допре дното. Наместо да се гради, целосно се изгуби и она малку доверба што граѓаните имаа во владата и во незиното водење на економијата. Во својата програма, ВМРО-ДПМН зборува за ефикасна и транспарентна влада. Примерот со податокот за долгот на државата кон фирмите покажа дека оваа влада не е ниту ефикасна, ниту транспарентна и се служи со ситни малски финти непримерни за една влада. За жал, однесувањето на владата во врска со прашањето за долгот веќе не е само прашање на неефикасност и нетранспарентност, туку е прашање на понижувачки однос кон граѓаните, прашање на срамотење на државата и распарчување на незиниот углед во очите на сите. Недозволиво е податокот за долгот владата да го третира како своја партиска тајна. Со своето однесување, владата испраќа порака до сите во земјава и до потенцијалните странски инвеститори, дека не знае или не сака да каже колку должи. Кој да инвестира и да соработува со таква земја и со таква влада? Тоа е исто како едно семејство да не знае колку должи, затоа што членовите на семејството не знаат колку се задолжил секој од нив. Што ќе си мислите за таквото семејство, ќе има ли тоа некаков углед? Бидејќи прашањето е доведено до баналност и одамна ги навредува елементарните чувства на граѓаните, владата заслужува да ја даваме банални предлози. Нека испрати министерот за финансии обичен допис до сите буџетски корисници со барање да му достават податок колкав е нивниот долг кон приватниот сектор. Бидејќи податокот бил оперативен и се менувал, владата не мора да каже колкав е долгот денес. Нека каже колкав бил долгот на крајот на јули. Потоа, некој во министерството нека ги обедини сите податоци и конечно нека соопштат колкав е вкупниот долг. Ако и ваква елементарна работа не може да направат, тогаш нема никаква смисла оваа влада да не изборува било што понатаму за економијата. Конечно, Македонија многу пати досега се судирала со економски проблеми и предизвици. Не беше лесно да се управува економијата со девизни резерви доволни да се купи еден танкер со нафта. Не беше лесно да се врати економијата на нормален колосек со буџетскиот кратер наследен по конфликтот во 2001 година. Никогаш не било лесно, ама од предизвиците не се бегало и проблемите не се криели. Ова што сега владата го прави, со криењето на податокот за долгот со месеци, е најголемиот срам за сите нас. Нека ја послуша владата добронамерната сугестија на СДСМ за да се сочува достоинството на државата. Благодарам. Дали имате прашања? Ајде. Па вака сега, мислам дека ВМРО-ДПМН и Груевски треба да престанат да манипулираат, треба да кажат дека Рамстор е реализирана и завршена инвестиција. Во Рамстор се вработени и работат македонски граѓани, а фирмите преку даноците го полнат буџетот на Република Македонија. Од тој аспект Рамстор е завршена работа и функционира. Наместо да се мешаат баби и жаби, она на што треба ВМРО-ДПМН да даде одговор е следното. Каде се ветените инвестиции во изминатите 4 години? И во тој контекст нека не оди подалеку.
нека ја погледна дупката која зјае празна позади Рамстор, на која требаше да има хотел. Таа дупка и тој хотел беа дадени за наводно лобирање за влез на Македонија во НАТО. Резултатот од тоа ниту инвестиција, ниту влез во НАТО. Дали има друго прашање? Благодарам.